Министерство за финансии и премиер немаат визија и се понашаат импровизирачки, носат адхок, реактивни решенија на приликите, наместо да ги антиципираат како треба да биде. Во овој поглед на даночната реформа би посочиле на тоа дека ВМРО ДПМН покрај тоа што сега го донесува, тоа што треба да го донесе во последниот момент, 93-та минута за оваа 2024 година, тие сепак во предизборието некого лажеа дека ќе намалуваат данок, сега не го намалуваат, туку го зголемуваат и сега ќе ви кажеме зошто е тоа така, затоа што ВМРО ДПМН прв пат во својата историја има многу изразена опозиција која е левичарска и која се грижи за што треба да усогласиме со европската легислатива. За да се приближиме до Европската унија треба да усогласуваме добри практики и еве антиевропската левица која така ја огласувате ви посочи пред месец дена на Комисијата за финансирање и буџет, кога го носевме буџетот за следната година. Прв пат во собранието пратениците на левица ви посочија дека постои директива во Европската унија која одредува дека сите членки на Европската унија и сите аспиранти за вчленување во Европската унија треба да имаат минимален корпоративен данок од 15% заклучно со, тоест почнувајќи од 1 јануари 2024 година.